Завршна фаза од подготовките на Safe City. Надлежните во Скопје, но и во Куманово и Тетово ги прават последните проверки за почеток на системот, кој треба да стартува од 1 февруари. Министерот Тошковски, кој беше на терен да се увери колку системот е ефикасен, испрати порака дека државата на овој начин става крај на селективната правда во сообраќајот и дека низ улиците од сега па натаму ќе важи еднаква примена на законот за сите. Камерата не препознава ни македонец, ни албанец, ни маж ни жена, не препознава, препознава и како маж и жена заради тоа што се запишува фотографијата, но не препознава етникум, не препознава роднина, не препознава близок, едноставно секој оној кој што ќе го стори сообраќајниот прекршок во рамки на утврдени процедури ќе треба да сноси одговорност за истиот. Побрзо возење од дозволеното, поминување на црвено светло, нерегистрирани возила и неправилно паркирање се 4 клучни прекршоци на кои што ќе мора да внимаваат граѓаните. А кој системот автоматски ќе ги регистрира. Камерите се поставени на повеќе локации и особено на точки со зголемен ризик. А во текот на годината системот постепено ќе се проширува на целата територија на Македонија. Паралелно ќе бидат активирани и возила на МВР, опремени со мобилни камери, особено на така наречените црни точки. Во наредните месец-два ќе можеме да очекуваме возила кои што ќе бидат на терен из цела Македонија и при тоа ќе може да, особено на одредени црни точки, кои што ги имаме на, можем да кажеме, во дел на експресните патишта посебно, да бидат поставени тие камери кои што ги имаме инкорпорирано во рамки на возилата, се поврзани со овој паметен систем и ќе бидат вклучени во рамки на автоматското спроведување и детектирање на сообраќајните прекршоци. Системот за автоматско детектирање на брзина е многу прецизен, со минимални отстапувања од 0,4 до 0,5 км на час, што е далеку под законската толеранција. Тоа значи дека мерната брзина на возилата ќе биде точна како во Скопје, така и во Куманово и Тетово. Значи, ако на брзина, да кажеме, до 100 имаме законска толеранција од 6 км на час, на брзина над 100 до 200 имаме законска толеранција од 8 км на час, отстапувањата се движат од прилика негде околу 0,4 км на час, 0,5 км на час, 1 км на час на одредени делници, но се е тоа и текако длабоко во рамки на законски дозволениот максимум. Подготвителниот период веќе покажа дека возачите знаат да бидат дисциплинирани, а оние кои ќе бидат снимени како не ги почитуваат законите ќе добиваат казни директно на мобилен телефон преку SMS и на мејл. Најниската казна е околу 20 евра, додека за најтешките прекршоци како минување на црвено или возење со голема брзина, санкциите ќе достигнат и до 400 евра. Ако го прекршите законот и добиете 3 забрани во рок од 4 години, возачката дозвола ќе ви биде одземена трајно, со можност за повторно полагање најрано по 1 година.